Турскиот претседател Речеп Тајип Ердоган неодамна ја представи најсовремената подморница на Турција. Заедно со носач на хеликоптери, нови фрегати, повеќе од десетина други воени бродови, се дел од настојувањето на Ердоган да ја вклучи турската морнарица меѓу најголемите во Европа. Ова е дел од политичката агенда на Ердоган за вршење влијание во странство од Катар до Сомалија до Либија, така што тоа одговара на неговата визија. За морнарицата тоа значи поголема улога во одбраната на земјата, која е редефинирана и веќе не е територијална одбрана, туку има одбранбен капацитет од странство. Турција има воени бази во Катар, Либија и Сомалија. Анкара соопшти дека нејзиното поморско проширување е дел од справувањето со растечките регионални закани и придонесува да ги исполни своите обврски во НАТО. Кога ја гледате тековната глобална слика, сите конфликтни точки се околу Турција, во Црното море, во Медитеранот, а и во Црвеното море. Како резултат на тоа можеме да кажеме дека турската модернизација е корисна за НАТО и за безбедноста на западните сојузници. Но растечката поморска моќ на Турција предизвикува загриженост кај нејзиниот сосед Грција, која има голем број територијални спорови во Егејското и Средоземното море. Израел исто така изразува загриженост поради турското поморско проширување и распоредување на воени беспилотни летала во Северен Кипар, кој е под контрола на Турција. Мислам дека дел од овој поголем ангажман на морнарицата и воен ангажман на Северен Кипар не се насочени против Израел и не значи дека повторно ќе има директна конфронтација, но израелската армија треба тоа да го има предвид. И Грција ја модернизира својата морнарица, наведувајќи ја турската закана. Турските аналитичари велат дека Анкара е загрижена поради зголеменото поморско присуство на Израел во источен Медитеран. Тоа е магевсан круг, бидејќи Турција изгради нова морнарица како одговор на заканите. Сега нејзините соседи се соочуваат со закани од поморските сили на Турција. Тоа е трка во вооружување, а за жал тие не завршуваат многу добро. Турските бродоградилишта работат со полн капацитет за да одговорат на растечкиот капацитет на морнарицата на земјата, зашто аналитичарите велат дека најверојатно само ќе ги надополна стравувањата и сомнежите на соседите околу намерите на Анкара.